Предвремени парламентарни избори се единственото решение за функционалност на државата, а и народот е незадоволен од работењето на владеачкото мнозинство. Експертите се децидни дека анкетата на Ипсос ја покажа реалната слика. ВМРО ДПМН ужива поголема доверба кај граѓаните, што е познато уште од локалните избори минатата година, а и протестите против францускиот предлог кој македонската влада го прифати. Тенкото мнозинство во парламентот уште од по изборите во 2020 година се разбира дека го наметнуваат екологичен заклучокот дека за функционалност на државата се неопходни нови избори. Дополнително се носат исклучително важни одлуки за иднината на државата од власт која што го загуби легитимитетот. На тој начин се создава дополнителен гнев кај јавноста која што и онака веќе покажа дека е против сите тие одлуки кои што директно влијаат на оној процес во изминатите 5 години на обезличување на Македонија, тоа е потпишување на тој фамозен француски предлог. Ниската доверба во премиерот Ковачевски е повеќе од очекувана, бидејќи тој не беше избран на легитимен начин, коментира професорот Божиновски. Дополнително во својот краток мандат донесе одлуки кои беа против очекувањата на народот, односно го прифати спорниот француски предлог. Овој премиер не имаше довербата кај народот. Значи не имаше довербата затоа што тој беше едноставно устоличен од страна на Зоран Заев. Овој премиер не се појавил на избори, овој премиер не ја побарал и не ја добил довербата на народ. Дополнително, оние одлуки кои што ги донесе во неговиот краток мандат, подпишувањето преценето француски предлог, едноставно со тоа се изгуби она малку доверба што уживаше помеѓу дел од поддржувачите на власт. Анкетата на Ипсос покажува двојна предност на ВМРО ДПМН пред СДСМ, односно за опозицијската партија се определиле 19,7% од испитаниците, а за владеачката 9,5%. Според истата анкета, 58% од испитаниците не го поддржуваат францускиот предлог за надминување на спорот помеѓу Македонија и Бугарија. Поддршка дале 26%, а 16% одбиле да одговорат. 36% од испитаниците дале оценка 1 за досегашното работење на Димитар Ковачевски како премиер на Македонија. Двојка дале 15% од испитаниците, тројка 20%. Многу добар е премиерот сметаат 11% од испитаниците, а дека е одличен 8%. Ова е теренска анкета спроведена од агенцијата Ипсос за потребите на ВМРО ДПМН на јавното мислење на 1014 испитаници за периодот од 1 до 18 јули 2022 година.